Значи, прво треба да правиме разлика помеѓу избор на уставен судија, на член на кое било тело со закон и понесување амандмани. Кога станува збор за избор, некаков избор, каков и да е, тогаш нема амандмани. Единствено се води расправа на комисијата за избор и именување во овој случај и се гласа, се отвора дискусија за секој посебно и се гласа за секој посебно. Претседателката на комисија го информираше собранието, председател на собранието дека за тие двајца кандидати завршена е дискусијата и изгласана е со мнозинство дека треба да продолжат во понатамошна постапка, со тоа што исто така го информира дека комисијата и понатака ќе продолжи со работа. Ако е целта на опозицијата да го блокира избора на уставни суди и да ја донесе земјата во уставна криза, бидејќи во ноември завршува мандатот и на петтиот уставен судија, тоа нема да го дозволиме. Значи, ако е целта да блокираат и да имаат уставна криза, нема да дозволиме. И ова се што го правиме, и што го правиме, ево и јас се спомнувам во нив, затоа што тврдам дека тоа е така, еве, нека поднесат и пријави, и што сака нека поднесуваат, затоа што ова е и во склоп на процедурата, но и излегуваме во пресред на тоа да не се створи уставна криза, со тоа што нема да може да функционира Уставниот суд. Уште еднаш за процедурата. Не се гласаат, како што вчера беше кажано на крајот на седницата, сите 13, се гласа еден по еден. Се дебатира за секој посебно, се гласа за секој посебно. Тоа не значи дека тие се избрани затоа што се дебатира и во пленарната сала и се гласа поединечно за секој во пленарната сала. Ако зборуваме за тоа што може да се случи или што не може да се случи, може да се случи комисијата да даде предлог до пленумот и да не биде никој избран. Значи, нема никаква логика дека требало да завршат сите тројца кандидати кои што се предложени за да може да дебатира пленарната сала или пленумот во собранието. Од друга страна, ние треба да имаме седници за четвртиот, кој ќе заврши мандати за петтиот. Ама ако на овој начин се движи работата на комисијата, тогаш ќе дојдеме до тоа што не треба да дојде државата, односно не треба да дојде во ситуација на уставна криза. Ние на темата уставни суди за овие тројца кога станува збор, зборуваме во собранието, ми се чини некаде од април месец. Пред летните одмори барав, еве ви кажувам, барав да работиме во текот на одморите за да ја завршиме процедура. Добив уверување дека до првата наредна седница во септември дека ќе биде завршено се на комисијата и ќе бидат ставени на дневен ред на првата седница после годишните одмори, а тоа беше, ми се чини, 14 септември, првата седница. На 13 пред завршување на седницата на комисијата бев информиран дека договорот не важи. Па еве уште еден месец даваме фора тоа да се заврши, ама сите сме сведоци на процедурални забелешки во наводници кои што нема ништо во процедурата, само за одолговлекување на времето, со говори кои што траат по неколку часа на теми кои што немаат врска со изборот на уставните суди, со цел да дојде до уставна криза. Еве уште еднаш повторам, тоа нема да го дозволиме.